коронавирусот не научи што значи секој ден да треба да се шетаме надвор со маски, а аерозагадувањето е реалноста во која што ќе треба да го правиме тоа уште повеќе, бидејќи 3000 луѓе годишно умираат предвремено токму поради аерозагадувањето во државата. Искрено се надевам дека коронавирусот нема да биде искористен како причина за да се намалат или за да се стопираат одредени политики кои што треба да се справат реално со аерозагадувањето во државата. Апликации како Мој воздух, кои што се бават со отварање на податоци за аерозагадувањето во државите на Балканот, навистина помагаат во покривање на свеста, токму поради тоа што ги прават овие податоци попристапни и појасни и поразбирливи за сите луѓе. Пример во Србија, каде што Мој воздух се прочи во 2019, беше првата година каде што се појавија огромни протести против аерозагадувањето, кои што беа поттикнати токму од слободата на вакви информации. Граѓаните откако ќе се информираат преку Мој воздух за колку е навистина загаден воздухот надвор, доставаат барање до централните и локалните власти како подобро да се реши овој проблем. Но за жал податоците покажуваат дека низ текот на годините овој проблем останува и дека чекорите кои што се преземаат или не се преземаат за неговото решавање се навистина мали и недоволни за да се спречи повторно појавување на загадувањето и во летните и во зимските месеци.